ни тргна со смеење. Еве сме во новиот оброк на денот, лупиме јајца. И како што денеска ништо не ни иде, биле да ти кажам, од рака. Ни јајцава не се лупат како што треба, ама добро, се се значи дека се тазе? Тазе се, да. Јас пробав некоја финта со лажица. Ја знаеш таа, верувам? Ја знам, да. Да, чекај да видам дали ќе ми успее. Мене треба добро ми без лажица. и малце вода треба, ако може да не снимаат толку крупно. Ева, бидејќи ти е потребен тањерот, ќе ти дадам нов чинијата, да бидеме литературно да се изразуваме. Она што сакаме да ви го презентираме денеска со нашата Билјана Ристевска, која што ние во кујната, позната нутриционистка, малку ќе позборуваме за тоа за како полека нели телото да го вратат во нормално функционирање оние кои што беа на строг пост од 40 и нешто денови, па дури и оние кои што се нели на недела дена или неколку дена пред празникот кој што веќе ни е во недела. Прво биле да прашам како си. Знам дека пустеше периодов, така? Пустиш? Се уште, да. И тебе лесно ти оди тоа, не е страшно. Добро. Со оглед на тоа дека нели изминуваат веќе последните денови од постот, морам да кажам дека навистина лесно помина и дека не се навистина тешки доколку сте спремни да почнете нели со самиот пост, без разлика дали тоа ќе биде 47 дена или ќе биде само нели првата и последната недела, најчесто знаат нели луѓето да ги постат. Во зависност од тоа дали постите со масло или без масло, сметам дека не се зголемува тежината на постот, тоа е тоа само навика. Овде денес на Велики четврток се решивме за фарбање на јајца, меѓутоа и на еден брз рецепт за полнети јајца со авокадо и жолчките од самите јајца кои што ќе ги извадиме. Тоа е нешто што ќе биде како наш предлог за нели да речам во недела, кога голем дел од граѓаните ќе имаат празнични трпези, ќе може да уживаат. Чекајте. Јас кажав денес ништо не ни оди од рака, ама ќе се снајдеме. Биле ни донесе од незините фарбани или вапцани јајца, црвени, може да ги снимат нашите колеги, но денеска, со оглед на тоа што и вчера понудивме ли некаков вид на техники кои што можете да ги примените при вапцањето на вашите јајца, тогаш денес исто така ќе понудиме начин како можете тоа да го направите. Така што биле ни донесе бои. Сакаш да го блендираме? Јас мислев рачно да преминеме, со оглед на тоа што ни беше доста тврдо авокадото. Па, тоа е всушност смесата што ќе ја користиме, така, жолчките од јајцата заедно со авокадо, со малку маслиново и верувам дека зачин и малку лимонов сок. Зачин, и тоа ќе биде една одлична комбинација која што ќе можете, па и декоративно фино ќе изгледа. Сега ќе го изблендираме со вилушка. Биле, го правиш ова често? Да, па тоа се нели практично како некој, да, може малку сол. Се како некои сосови, нели, за не мора да е само нели за полнети јајца, ова може да биде нели додаток за некоја тестенина, намазана, нели парче лепче, како утрински дел или појадок. Добро. Не е навистина тешка подготовката, само треба да е зрело авокадото, тоа морам да напоменам. Да, тоа зборувавме дека малку деновива ни беше тешко да најдеме и ние утринава се измачивме со авокадото тврдо, но во секој случај таа е нели рецептата, односно таа е Тоа подготовката. е рецептот, тоа е начинот. Тука имаме топла водичка со цел нели да ги омекнеме боите и за да ги офарбаме јајцата кои што не се. Нема да правиме нешто нели ново, верувам дека голем дел од луѓето веќе ја знаат оваа техника, но само нели ќе прикажеме како можете тоа да си го направите. Инаку има разни техники, нели јас преферирам да бојам јајца со природни бои, не нели индустриските бои, тоа како се постигнува нели на разни начини како што правеле нашите баби во минатото, практично нели со лушпи од јајца, па имаме со лушпи од кромит, да се офарба нели лушпата од јајцето, понатаму со цвекло може да се фарбат јајца, со целер може да се фарбат јајца. Значи сето она што испушта боја практично, со боровинки имам читано дека може, со бобинки секако, дека се добиваат нели оние виолетови или плави нијанси на јајца, иако практикувам
90% од јајцата да се фарбани во црвена боја. Имаме природен начин за да ја добиеме црвената боја? Црвената боја најчесто се добива нели од цвеклото и од кромидот, меѓутоа нели морам да напоменам како се модернизираме, односно како јајцата ни се се повеќе нели индустријски добиени, не се природни домашни и нивната пигментација нели е послаба и практично не се оние јајца како на времето што сме знаеле црвено јајце да биде. Од таа причина нели заради порозноста на самата лушпа од јајцето. Инаку квалитетен намирник е кога говориме за лажица. Еве ќе ти дадам нова. Еве ми врши ова работа. Добро. Кога говориме нели за јајцата како хранлив намирник, се навистина комплетен протеински производ. Така е. Содржат значи голема концентрација на протеини, посебно белката. Концентрацијата на протеини е нели најголема и ги има само во белката, додека жолчката и содржи сите останати витамини и минерали, меѓу кои и холестеролот и сите масти се наоѓаат во жолчката и многу често знаеме слушаме нели на луѓе кои што имаат зголемено ниво на холестерол да кажат можам да јадам само белки, нели? Да. Препорача жолчките не јадам, меѓутоа најновите истражувања говорат дека холестеролот не е директно поврзан со холестеролот од јајцето, односно од жолчката од јајцето, и дека треба да внесуваат јајца, меѓутоа во умерена количина. Што тоа значи? Значи дека треба да се внесуваат 2 до 3 пати во текот на неделата по едно јајце, ништо повеќе од тоа за луѓето кои што имаат нели проблем со нели запушување на крвните садови и со зголемување на нивото на холестерол. Самата жолчка издобилува, односно јајцето, со витамин А, кој што е добар за здравието на нашите очи. Понатаму содржи голема концентрација на витамин Д во жолчката. И еден од ретките кој што од природен начин го има витаминот Д од производите, односно од храната. Понатаму содржи минерали кои што се добри за нашиот имун систем, како цинкот, селенот, фосфорот, значи се содржат во самото јајце, се добри за нашиот метаболизам, за метаболните процеси во телото и нели за нашиот имунитет. Што значи ова колку јајца сега да конзумираат за време на Великден и останатите денови со оглед на тоа што како препорача 2-3 пати во неделата? Да, по едно до 2 јајца. Меѓутоа за здрави лица нели кои што се во раст и развој, посебно децата, спортистите, дозволено е конзумирање секојдневно на јајца, меѓутоа не повеќе од 1 до 2 јајца. Иако се зачестен нели оној тренд на луѓе кои што млади луѓе, млада популација која што вежби оди во нели вежбалните да вежба, да е физички активна. Јас слушам дека нели конзумираат и повеќе од 15 на јајца на дневно ниво, што е навистина спротивно од сите здравствени параметри по нашиот организам и од сите научни истражувања. Значи вие не може без разлика дали се тоа само белки или ќе биде и жолчката од јајцето, треба навистина да биде дневниот днес на јајца ограничен. Така е. За ова може би во некоја друга прилика. Сега да преминеме на вапцање јајца. Имаме тука 6, дали ќе ги правиме сите во различна боја или може како ќе ни дојде. Сега се нели некои бисерни бои. Практично јајцата се претходно сварени и сушени. Од секоја боја ќе ставаме по некоја капка нели на самото јајце. Ќе ги точно така. Роламе во раце што се вели и ќе се добие еден убав микс. Ќе бидат шарени. Едноставно овде нели за на телевизија, некои другите техники ни треба нели би ни требал шпоред, би ни требало подгревање. Се е посложено за останатите. Добро, може вака. Значи, исто и ова зависи од вашата жилба или како сакате да ви изгледаат јајцата, дали да бидат еднобојни, двобојни, тробојни или повеќе бојни, така што изборот на бои го оставаме на вас. Сега вака, јас и Биле тука, вчера Ивана заедно со Јованка Бобе фарбаше јајца, сега јас и ти, и како кажаа тие, понекогаш кога сме во ваков некој процес, не ти се зборува толку многу. Сакаш да си поуживаш. Бидејќи ова е еден вид на медитација, така? Да. Сега, може маца зелена и кај мене? Да, баш интересно, иако и навистина едноставно може да се вклучат нели и дечињата во подготовка на ваквото фарбење на јајца и треба да се остават нели на крај да
да се добро исушат и да не се допираат нели со рачиња. Сега имагинацијата ќе се уклучите, ево бојата што има веќе на ракавиците, само капнат малку виолетова и се добиваат сите различни видови на бој на јајца. Да, ова е еден лесен, едноставен начин кој што можете да го правите, како што спомена Биле, со вашите дечиња, внуци и така натака, може да биде забава за целото семејство. Можете сами да ги оставите, поне да си, нели, креираат собствена креација на фарбење на јајца. Така е. Биле, би сакала некаде пред крајот да споменеме за оние кои што постојат и нели сега веќе во недела ќе се препуштат на јадење и конзумирање на мрсна храна. Што е најважно во тој процес за да не дојде до шок на организмот? Најважна адаптацијата да биде постепена кон внесот на хранливи материи кои што не ги внесувале за време на постот. Добра. Што тоа значи? Значи дека утрото во недела треба да се започне исто како нели претходните утра што сте ги започнувале додека сте постеле. Не значи дека треба да станете да изедете 4 до 5 јајца. Практично значи еден детокс напиток наутро. Понатаму ќе продолжите нели со 1 до 2 варени јајца. Продолжуваме со некој вид на овошје. Па нели доаѓа ручекот. Ручекот моја препорака е да не биде обилен, да биде нели од се што ќе има на трпезата да пробате, меѓутоа да бидете умерени и да знаете нели да го слушате телото кога ќе каже нели дека му е доста. Јас разбирам дека сите ние нели сме помалку или повеќе стрвни и нели сакаме да пробаме од повеќе видови на храна, меѓутоа моја препорака е да бидеме внимателни, по минимална количина внесуваме, првата недела да биде недела на адаптација после постот. Зборуваме за после постот, како треба да се однесуваат граѓаните, што вели твоето искуство, колку затоа што многу често барем во емисиите кои што се по телевизија се зборува за пријадување. И тоа понекогаш ми смета што генерално кај нашата нација го прави тоа, а факт е дека се случува. Како да упатиме еден совет или што вели твоето искуство, дали луѓето се посвесни во однос на исхраната и во однос на тоа колку треба нели да внимаваат на тоа што внесуваат, како правилно да се внесуваат, па и после вакви големи пости. Сето тоа е индивидуално. Знаете како свеста се буди кај одредена популација, меѓутоа кај некоја друга популација па затајува. Се случува во текот на нели поголемите пости, односно абстиненцијата од храна од животинско потекло, да имаме прејадување, па понатаму да се јават дигестивни проблеми, не дај Боже нели се завршува некојаш на токсикологија. Од причина што внесуваме поголема количина на храна во период кај што не сме внесувале, нели? И се, нели, вие не сте внела јајца 47 дена, сега доаѓате и јадете 10 јајца денес. Значи, прво не може целиот наш метаболизам да го соработи тоа, да го согори тоа, да го преработи, за да го прати онаму каде што треба да биде пратено тоа, нели, јајце, односно хранливите материи од јајцето. Од таа причина, значи, само свеста секој си ја буди, си ја знае во сам себе, препорака, уште еднаш ќе нагласам, е подобро бидете нели повеќе гладни отколку да се прејадете, затоа што гладта лекува, а прејадувањето може само нели да донесе проблем. Не велам да останат гладни нели на Великден, се да не бидам погрешно сватена, меѓутоа минимална количина на внесна храна верувајте дека ќе ги задоволи вашите потреби од глад, доколку го чувствувате во текот на тој ден, меѓутоа се што е плюс и се што ќе допрете, нели, сега пробав еднаш уште еднаш да се навратам нова, да земам уште малку убаво беше парчето, оставете барем, ако не можете толку да одолеете, оставете да поминат 2 до 3 часа, па пак дадете од тој производ. Например, еве месо, ние знаеме нели не конзумираме месо во текот на денот и сега во текот на постот и сега не може вие во текот на еден ден да изедете половина килограм месо. Навистина после тоа секој треба да знае што е целта од конзумирањето на храна. Јас претпоставувам дека никој после конзумација на таков нели свечен ручек, празничен ручек не посакува да е нели после тоа да осети пат на енергија и да му е навистина не само енергија, туку ќе му биде навистина претешко и замислете да заврши некаде по нели амбулантите, не е тоа воопшто препорачливо, иако морам да напоменам се случува често. Баш затоа што се случува често, денеска го потенциравме и тој момент. Биле, ти благодарам многу за гостувањето, затоа што на овој празничен Велики четврток беше дел од нашата утринска, се со цел нели да ги советуваме гледачите, затоа што убаво спомена и ти пред малку, гладта лекува, а прејадувањето може само да ни донесе тегоби и потешкоти
во поглед на здравието. Така што ќе им посакаме среќни празници на нашите гледачи, да си ги поминат овие празнични денови во добро расположение, а за да имате добро расположение, треба да конзумирате и добра храна и тоа да го правите умерено и унака на начин кој што е најсоодветен и одговара на организмот на човекот. Секако, секој начин исхрана, индивидуален начин исхрана, секој треба да почитува своето сопствено тело, сигналите кои што ги слушаат истото. Само така би имале нели добро здравје и долг живот. Среќен нели Велики четврток, нека за многу години, среќни нека се престојните великденски празници до сите вас и до гледачите на Телма телевизија. Ти благодарам многу и за честитките упатени кон нашите гледачи и за рецептот и начинот на кој што можете и вие денеска, ако не денес па во сабота, да си ги вапсате вашите великденски јајца. Посакуваме да бидат навистина мирни и убави овие празнични денови и да примените некои од оние рецепти кои што ние секојдневно ви ги нудиме во нашиот оброк на денот. Беше ова денешниот оброк на денот со Билјана Ристевска. Биле, ти благодарам уште еднаш. Останете вие на фреквенција на Телма, следува новото издание на Да се кажеме, во кое што многу повеќе денес ќе се зборува за кафето. Зошто и како ќе ви открие Горан во продолжение.